Поштовани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија за квалитетно земјоделско производство и едукација во таа насока. Во полнеќе бербата на винското грозје во тиквешијата, како што знаеме годинава, родот е со значително слаб квалитет, што од временските услови кои што не беа наклонети за земјоделско производство, меѓутоа во голем дел и од непрофесионалниот однос на производителите на грозје, кои што ги обвинуваат средствата за заштита, а не и собствениот однос кон заштитата на виновата лоза, извршувајќи ја нестручно по свое убедување од пред 20-30 години, а не следејќи ги временските услови. Стручњаците секогаш кажуваат дека временските услови ја диктираат заштитата. Заштитата секогаш треба да се превенира, а не со заштита да се лекуваат болестите кои веќе се случиле. Меѓутоа, нашиот земјоделец очигледно е дека тоа не може да го свати и секоја година главната причина или главното обвинување е на насока на средствата за заштита. Токму за тоа ќе говориме и во ова издание на емисијата. Ќе се осврнеме и на останатата состојба во аграрот и на новините кои доаѓаат од фитофармацијата. Професоре, добро дојдовте. Добро ден до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Навистина ова овертира која дадовте точно е во правиот момент каде што од новинарски аспект ја осликувате вистинската состојба на недоволно едуцираниот производител кој точно ненавремено превзима мерки и сето тоа е резултат на незгодното време кое го имавме и неговата неквалитетна заштита на производството. И алибито е дека препаратите не чинат или ништо не чини, не ни се откупува грозјето и така натаму. Такви алиби состојби тие барат неоправдано, слободно ќе кажам, бидејќи ова година докажа дека сепак науката е стожерот и важниот сегмент за успешна заштита и успешно производство. Меѓутоа, земјоделците, не само лозарите, сите земјоделци никако да го сватат тоа, дека треба да се почитува науката, треба да се почитуваат упатствата од средствата за заштита. Кај нас се уште земјоделците прскаат по она што им останало како аманет од дедовците, од татковците, иако климатските промени пред 10, 15, 20 години немаат врска со ова што сега ни се случува. Тоа е сосема точно што зборите. Голем дел од лозарите со само една самоубеденост дека тие буквално пораснале во лозјето и дека знаат кога што бара лозата. Тоа е абсурд, тоа е навистина една оптичка варка за секоја земјоделска фамилија, а тоа се види оваа година од онаа што се и каков квалитет на грозје имаме. Имаме зад нас една година со навистина специфики од временски аспект, бидејќи никогаш не се беше случило во август ние да имаме или јули месец да имаме така интензивни интензивни врнежи од дожд, па од друга страна имавме многу нагли температурни промени каде што скоро кај сите култури тој имунолошки дел опадна и тука имавме крајен резултат многу големи во тие епифитотични појави и на пепелницата, која си го фати редот уште од самиот почеток кога имавме тек потерување, а температури и спарно време, тогаш таа оствари најголемиот дел од заразите. А тука производителите тоа него ни предприметија, ние во емисиите зборавме дека имаме специфична година и заштитата мора да се лоцира врз основа на следливост. Ќе продолжиме со заштитата и многу прашања кои се од оние контакти со лозарите. Каква е долгорочната прогноза? Ваквото време ќе продолжи? Долгорочната прогноза, тоа што го имаме во последните 15 на 20 дена, тоа е време што можеме да си го посакаме. Што тоа значи? Значи, ако имавме квалитетно производство и добар организиран откуп и пласман, ќе ја квалификувавме како година за лозарите. Но тоа не се случи така, тие 15 на 20 дена имаше проблеми со откупот на грозјето, па сега цела таа количина, демек инкорпорацијата на политиката
и овие субвенционирања кои се правеа, обусловија да ние навистина имаме еден комплетно неорганизиран дел во откупот на грозјето и сега излегува дека политиката е најзагрижена за земјоделската фамилија, со тоа што сега, сето грозје да се откупи, а какво грозје ќе се откупи, исклучиво за дестилат. Тоа е голем губиток на државата, која ќе го субвенционира со некои си 4 денари, а чии се тие пари што ќе ги субвенционира? Тоа се парите од тој земјоделски производител, од буџетот. Така да, таквото нешто обуслови да политиката излезе како најголем душебрижник за производителите. Во Холандија, верувајте, 70% не знаат кој е премиер, не знаат кој е председател, не знаат, нив ги интересира бизнисот, каде што имаат поврзано, го имаат интересот и си живеат и работат. Тука инкорпорацијата на политиката по однос со субвенционирање, не тротонети, не грозјето, не за се, демек ние ќе ви дадеме, а се дават нашите пари од буџетот. Таквото нешто, инкорпорирањето на политиката и во Македонија стана големо политиканство, а морам да кажем и медиумите, тие 4-5 медиуми овие државни кои ги имаме, тие го толку веќе ситнат тоа македонско јадро со тие дезинформации, лажни вести и други работи, тоа навистина ги буни луѓето и местото за едукативни емисии кои ќе го едуцираат производителот како да не прска 8 пати или да прска кога што треба, или вие како што рековте најпаметно од кога дојде болеста, тој тогаш употребува препарати, njemu dođe kad ode kum, така велат србите. Значи, таквото нешто во Македонија е присутно одамна, но порано имаше активни служби за унапредување на земјоделието. И имаше една друга состојба, каде што имаше соопштение за 48 сата треба да испрскаш лозето, бидејќи има веќе примарна зараза од пламеницата, од пепелницата, првата генерација гроздови, молци и така натаму. Тука вие добро рековте, тука прска секој кога тој сака, кога ќе му текне и кога имал време. Денес бев на друга работа, не можев, утре ќе испрскам. А не дека денес ако се оствари инфекцијата, назад враќање на инфициран грозд кој е фатен, нема. Значи, таквото нешто, таа предострожност, таа едукација, производителот да биде буден пред примерната зараза да фруктифицира габата, тогаш треба да се делува. Милионите пат сме го кажале ова, меѓутоа ете се уште лозарите во голем број тоа не го сваќаат така. И оваа година истата приказна од минатите години. Значи имаме пламеница, имаме пепелница, имаме ботритис, не се квалитетни препаратите за заштита. Ни продаваат кој знае какви препарати. Ние даваме пари, прскаме по 8 пати, меѓутоа болеста не ја излековме. Значи се уште они сметаат дека болеста од кога ќе се појави со препаратите треба да ја Тоа е оптичка варка. Тоа е оптичка варка. Каде грешат? Како ова да се смени? Тоа што до кога ќе одиме вака? Визбите нема да откупуваат грозје кое што не е квалитетно. Да се разбере, квалитетни вина доаѓаат од квалитетно грозје. Сировината е основа за квалитетно вино, раке и така натаму. Тоа што го рековте, тоа е актуелно прашање и ние повеќе години наред ние го тоа презентираме. И тоа што рековте, сте во право. Тука производителот одговорно тврдам да си земе било која хемиска индустрија да пакува неквалитетен препарат, тоа е абсурд. Тоа е мислена именка. Посебно што тие препарати ние во Македонија немаме производство, тие доаѓаат од западните земји каде што има критериуми, каде што има стандарди, каде што има активна материја, каде што дел, промилски дел, ако отстапи, при контролата фабриката се затвара. И таму има по 50.000 вработени. Ете, тоа вие како стручњак совршено добро го знаете. Го кажуваме на земјоделците. Меѓутоа, тие не менуваат и понатаму ништо. Добиваат неквалитетно производство, бидејќи пропуштиле редот кога е за заштита. Како да го ова
направиме да дојде во ред? Во ред ќе дојде кога? Наместо Струмица има 140 земјоделски апотеки. Треба да има секое село надлежен агроном, специализиран, што ги знае работите, следливост на болестите и да има тие оперативни единици на Министерството за земјоделие кои ќе ја следат состојбата и каде што ќе излезат ден-два пред ширење на инфекцијата да кажат дека мора, дали е тоа виновата лоза, дали е јаболката, дали се праските да не дојде тафрина, дали е крушката, дали се градинарските култури, да се каже дека во рок од 48 сата треба да се изврши заштитата. Меѓутоа земјоделецот ќе каже јас не прскам тогаш, ја прскам на 5 мај. Види прскањата. Ке се казнували доколку не се почитуваат препораките. Ако не се почитуваат тука, пример еве во Грција. Во Грција има таква практика. Има агроном, една верија или моноспита, каде што имам соработка. Агрономот ја следи состојбата, само што ќе каже, значи имат навика производителите да поминат са баре низ таа канцеларија и да видат на таблата дека он треба да прска. И он тоа нема шанса да го одлага или да каже денес не можам, утре ќе го прскам тоа. И затоа имат нешто поорганизирано, иако и они се далеко од тие прави принципи, но попрактични се и имаат резултати во таквото нешто. И мене, ако нешто ме загрижува, тоа земјоделскиот производител, кој мисли дека знае многу, он ја игнорира науката. Државата уште повеќе, бидејќи еве сега јас ќе бидам искрен, утрешниот ден, утре е петок, во Скопје има Европскиот универзитет организира од цела Европа средба за иноваторство и развој на Република Македонија, каде што прочитав пасосот кој се поканет, треба да учествува. Значи Македонија е како да е некоја компјутерска земја, со некои голем стандарди, богатства, и тоа е иноваторство, и тоа е развој како аграрот да не го уопште препознават. И сега јас се прашам за Република Македонија, тој стратешки аспект, каде што инкорпорацијата на политиката е длабоко. Наместо да се оди кон тоа, осовременување на земјоделието, следливост, едукацијата на земјоделецот, тој што стана тука, затоа што имаме од празнети млади луѓе кои сега даваат и ствараат храна на европските земји, а тука го оставил татко му или дедо му. Значи, со еден збор, на аграрот не се воопшто размислува. Тој е маргинализиран и сега министрот дојде овие денови тука, нели? Што? Значи, он душебрижнички гледа и Заев нек не беше исто така по 4 дена ќе ви дадам, како ќе даде од Струмица од брејката. Не дека тие пари се пари од државата и дека субвенционирањето се дава за еден нов напредок технолошки, а не да се покриваат таквите работи каде што сега квалитетот е нула и нашето грозје, наместо на европскиот пазар доде со големи шекерни единици, ние ги немаме. Зошто? Затоа што немаме соодветен режим на исхрана, немаме соодветна заштита и навремена заштита и немаме никаков квалитет. Јас во Лазово Мовче бев вчера и имаше што да видам. Овој млад човек таму што е ентузијаст и сака да откупи, да помогне на луѓето. Меѓутоа, кога видов во приколиците, ботритисот, пепелницата, дел од пламеницата, од гроздовиот молет, тоа како да не е заштитуван, како да сме Бангладеш, а не Кавадарци да важи веќе за еден високо производен лозарски реон на ниво на Европа. Бидејќи тоа е Кавадарци, тој Беле го имаше. Сега сме паднати во еден чин на нештата каде што службите
и контактите на луѓето со струката и науката е далеко. Они се жртви на апотеките, се взимаат препаратите, како го користат? Со несоодветна концентрација и доза, со недоволна микронизација на частиците, ненавремена заштита, количина на раствор по хектар, како ќе му дојде произволно и на крајот препаратот не го бива, стручњакот не го бива и така натаму. Јас имам сега контакти со луѓе кои немаа шекерни единици. Имаме една физиолошка траума кога заврна тој дожд последниот во август. Не имаме враќање на лозата. Наместо стварање на шекерни единица, таа се рехабилитира. И тука шекерните единици подзастанаа. Истија калиум, хумат, фулвокиселини, луѓе кои имав соработка за 4-5 дена, вика професоре, имам веќе единици, каде што во Црна Гора го пласирал, затоа што и квалитет го имаше и шекерни единици. Тие луѓе кои имаа квалитетно грозје, тие си го пласираа и тоа си имаа добра цена, си земаа. Сега, кој испуштил моментот на пепелницата, испуштил моментот на гроздовите молци, еве го во триптисот тука царува, и сега не сака да ми го откупат грозјето и одат по пунктовите, зошто не ќе да ми го откупат. Јас тоа што го видов во Лазарово Мовче, такво грозје. Која винерска визба ќе си земе за право да ја откупи? Он си направи голема белја. Затоа што ботритисот како болест, како патоген е многу незгоден и при сите ферментативни процеси и доработки. Може да го расипе и она здраво грозје. Токму така. Со таа фруктификација што или пепелницата која се сади уште од почетокот, ние кога зборевме, да не се дозволи да дојде пепелницата во такви размери. И сега, негде и гроздовиот молец, третата генерација кај што фати, и имаме еден колапс. И сега, сето тоа ќе се откупува да се прави дестилат. Тоа е губиток за производителот, губиток за винариите и губиток за државата. Затоа што така се стекнува авторитетот. Треба Република Македонија, јас имав едно убедување од осамостојувањето и уште сум со тоа дека ние треба да имаме брендирани производи со стручна апликативна работа и квалитети без резидуи, без никакви. А што доколку не се организираше овој откуп за преработка на лошото грозје, лош квалитет во дестилат? Што ќе се случиш? Ќе пропадне. Никој не го откупува. Винариите не се зимаат за право да си става трн во здрава нога. Значи на некој начин сепак имаме некакво такво решение за да се собере грозјето. Тоа е присилно решение, дестилатот знаеме што значи и каде се употребува. Значи тоа е принудно решение направено, а тука е повеќе преплетена и политиката, непотребно. Ако се одеше на вистинското нешто, од самиот почеток, специфична е годината, требаше да се размислува уште од Свети Трифун за тоа каде производителот со квалитетното грозје. А за квалитетното грозје обврска на институциите. Ние имаме 30-40 служби за земјоделие во Македонија, кои взимаат личен доход, каде што секојдневно треба посета на луѓето со едукации, со сите нишани, да тој даде допринос од стручен аспект, да ја аплицира науката. А наместо тоа, ние знаеме што имаме во факултетите, сме збореле со она пореметување или губење на системот на вредности во државата. Тука е се пореметено и студентите кои излегуваат од таму. Дипломираните и немаат основните познавања од
тоа што треба да работи. Сето ова укажува дека уште долги години овие проблеми секоја година ќе се пресликуваат. Јас ги гледам новинарските текстови кои што ги пишувам, 21 година нема разлика. Бараме цена, почнува бербата, таа е цената, не сме задоволни, па се молат визбите да го земат вишокот на. Значи 20 и кусур години го имам како искуство тоа дека секоја година се е исто. Да. Токму тоа. До кога ќе одиме вака? Нели треба да се преадаптираат лозарите доколку грозјето не им оди, да садат друга култура која што ќе оди, или во земјава за ништо не се знае што може да оди. Токму така. Значи тоа ќе оди до тогаш така додека не се свати суштината и не дојде номенклатура од луѓе кои ќе ја сватат суштината во Република Македонија. Таа не е сватана од осамостојувањето. Они се борат за политичка некоја власт и за узурпации што ќе можат од својата политичка кариера да присвојат. Ниту еден стопанственик, јас пак ќе се вратам назад од Киро Глигоров кога беше како председател, Христо Христоманов, тие луѓе имаа сенс, имаа душа и размислуваат државнички. Ние, кажете ми, еве, вие сте новинар, кој министер дошол, стопанственик, што докаже на теренот, ги знае проблемите и 4 години останал и има одредени резултати. Нема такво нешто, нема ни да има сигурно. Морам да кажам, до Кузовски почна со такво нешто, како министер, почна да ги подредува работите. Тој беше деклариран како непослушен за политиката и не го извади мандатот. И беше сменен. Во Македонија се такви работите, за жал. Имаме и прилог кој што говори на новините од фитофармацијата, предлагам тука да го погледнеме. Со прилозите кои ги даваме како новост од фитофармацијата, секогаш се трудиме да доловиме оној најнов збор, би рекле, на фитофармацијата. И навистина импресивно е тоа што најновите препарати заслужуваат секаков спектар по однос и почит према заштитата на растенијата. Ние во овие емисии често пати збориме, во праксата исто така се соочуваме со одредени проблеми, каде што одредени активни материи према одредени инсекти, инсектите излегуваат како победници. Зошто? Затоа што втората генерација од некој третман со некој инсектицид, втората генерација ако преживее, се случува некоја брза резистентност, односно отпорност на инсектот према одредена активна материја од некој инсектицид. Или болест. И со болестите исто така имаме слични проблеми, каде што ова резистентност значи многу по однос на добро познавање на фитофармацијата, стручниот пристап, точниот одмер на средството, времето на третирање, квалитетот на апликација. Сите тие сегменти обусловуваат и заштита од таа резистентност. Бидејќи несоодветноста, неквалитетот, незапазување на концентрацијата или дозата, може да се случаат такви работи. Денес ќе кажеме нешто за еден нов инсектицид, тоа е Алверде. Алверде, инсектицид на иднината, кој на вистина заслужува внимание да го елаборираме како инсектицид од она нова хемиска, од нова генерација или класа, која апсолутно ги сузбива штетните инсекти.
Што е карактеристиката на алвердето? Генерална карактеристика. Сигурно действо, исклучителна селективност, активна контрола на резистентноста, како иновативен и квалитетен инсектицид. Навистина, Бајасев отишол толку далеку со своите новини. Ова компанија со таквите активни материи навистина прави чуда по однос на квалитативниот аспект во успешна заштита на растенијата. Метафлумизонот. Метафлумизонот е активната материја на ова средство, кое навистина ќе си земеме за право да ја изелаборираме неговата новост, неговата квалитативна и текако важна работа. И не случајно се случува да алвердето биде точно регистриран во во фамилијата на Европската заедница како еден од најквалитетните препарати кои е до сега добиен. Ако збориме за суштината, а тоа е кој е тој нов принцип или нов механизам на делување, ќе се потрудам да го тоа изелаборирам на еден многу едноставен начин. Тој препарат, како еве со тоа име алверде, директно делува на сосема поинаков начин за разлика од другите активни материи. Метафлумизонот директно делува на ензимите и ги блокира. Го блокира самиот проток на ионите на натриумскиот канал, на нервниот систем на инсектот, каде што активната материја не мора претходно да се активира по метаболитички пат и тоа е основната причина да активната материја делува фантастично по однос на успешно спречување на понатамошниот активен дел на инсектот и тој тука прекратува со секаква понатамошна активност. Значајно е тоа да споменеме, како за сите препарати, дека тој препарат применет за само после 3 дена имаме разградување на овие активни материи и значи каренцата, што е секогаш клучна и доминантна и значајна кај многу култури, да за 3 дена дали доматите, дали модлиот патиџан, дали пиперката, дали зелката, после третиот ден карфиолот и така натаму, после третиот ден веќе ние имаме можност да си го береме производството. Тоа го збориме од причини што градинарските култури си го имаат тој интензивен период на нивно и берба и други мерки за заштита. Што е значајно да споменеме кој е од стручно практичен аспект сакаме да го доловиме, бидејќи оваа емисија гледа и колеги агрономи кои ги подразбираат оние групи на инсектициди, каде што се ствараше обично, дали тоа пиритроидите и така натаму, се ствараше одреден чин на резистентност. Тука, при овој случај, значи не постои крстена резистентност со карбаматите, неоникотиноидите, со органофосфидите и со пиритроидите. Тоа е значајна работа за алвердето, каде што
ова што се случуваше со одредена активна материја од пиритроидите обично, да втората генерација веќе преживее и постигнува нови напади и нема никакво дејство препаратот, тоа кај Алвердето не се случува, бидејќи, како што рековме, тоа е нов систем на делување на самиот нервниот систем кај инсектот, каде што таа активна материја точно го спречува тој метаболитички пат и тука е автоматски прекратен понатамошен чин на действието на инсектот. Само со една умерена, ајде да кажеме, количина од употреба на препаратот, а тоа е 0,25 литри по хектар или 250 милилитри доаѓа. Тоа навистина е препарат со многу мали количини, со висок спектар на делување и со исклучително делување во сите стадиуми, ларвени стадиуми, па и на имагото на инсектите, каде што дејството е сигурно и независно од надворешните фактори, како што се високите температури, бидејќи голем дел од инсектицидите имаат една фото или термолабилност, што кај Алвердето тоа не е случај, има одлична отпорност од испирање од дожд. Значи, со апликацијата, тој брзо се вклучува во самиот физиолошки метаболизам на растенијето. И тука го постигнува она инкорпорирање и поврнежите од дожд не е подлежен на брзо испирање, што не е случај кај други инсектициди. И после еден час по примената, препаратот да има силен дожд, тој останува веќе вкоренет во фотосинтетскиот дел на листот и тука ја дава, ја постигнува целта со ефикасна заштита на одгледуваната култура. Кои предности ги има? Значи, овој препарат може да се употреби и на отворено производство, рековме дека неговата отпорност према тие надворешни услови е секако голема, и во пластеничко производство, каде што нема никакви реперкусии од некакви фитотоксични ефекти. Значи се работи за еден препарат универзален, каде што може да се употреби и на производство на отворено, и во пластеничко и оранжериско производство без никакви проблеми. Значи, по само квалитетното прскање, и тоа да кажеме дека компатибилноста негова е и како значајна позитивна особина, значи тој како инсектицид е компатибилен и со други средства, фунгицидни третирање, што вообичаено во праксата ги правиме заедно со овие третмани, каде што се штити растението од некаква болест. Слушнавме што има фитофармацијата како новина, професоре, која ќе биде пораката до земјоделците? Тие прилози кои ги даваме, тоа е краток прилог и недоречен, не случајно. Јас ќе кажам следното. Тоа што на почетокот вие го рековте, а и дел од новинари тоа го пласира на јавните гласила. Дали тоа на телевизија или на пишена штампа,
не треба такви тие се злонамери по однос на тоа да хемиска индустрија си земе за право да поремети препарат. Мислам, една професионална хемиска куќа. Јас тука нема да спомнам ниту едно име. Но, чим дојде во оригинално пакување од таа земја, верувајте, тука има критериуми. А има ли препарати кои што не доаѓаат од западноевропските земји, доаѓаат од Кина и не знам од каде? Има ги тие. Тие ги има. Како влегуваат во државата? Ги контролира некој, им дал дозвола за продажба? Види сега, има регистрација на препаратите. И чим е регистриран и добил дозвола, значи тој е преиспитан. Но, она што се случува понекогаш нерегуларно, Под тезга продавање. Така. Тоа е веќе друга работа. Но тука обично се одаат на препарати кои имаат забрана. Еве сега во Струмица Фама се разви ланатето кое е одамна забрането. Сега од негде влегло како влегло. Дали од Тоа и креозанот. Таквите нешта, препарати кои се забранети, кои така влегуваат, тука треба санкционирање на таквите работи. Меѓутоа не сме слушнале дека некој е казнет за тоа. Но, не, има одредени работи, меѓутоа, кога ќе се воспостави правиот ред во Македонија? Со тоа што земеделскиот производител, за да биде европски производител, сега со поглавијата, тој мора да води статистика, да води евиденција и инспекторот е должен да го провери што се тој користел. Од ѓубрива, од средства за заштита. Од средства за заштита, по чии налог ги прскал, зошто прскал, како прскал. Тука струката и науката ќе дојде до израз, бидејќи таа иницијатива нема да биде некоја одмазничка за да се казни производителот, него да се усмери во правата насока, Да не се труе, меѓутоа и да не ги труе консуматорите. Второ, да го користи средството тогаш кога треба и количините на раствор на препарат или ѓубриво врз основа на анализа на почвата, тоа да се оди. Таквото нешто ќе стави ред кај него. Пази, ќе биде правилно едуциран, бидејќи тој ќе ја свати суштината дека тој ќе има и поекономично производство, значи економски пооправдано за него, а од друга страна заштита на животната средина за која сите се залагаме ќе биде заштитена. Јас пак ќе ја покренам истата работа. Јас Кавадарци, за мене како интензивен район производен со виновата лоза. Јас имам ориентација колку тонажи отрови се користаат во тие 15 или 20 хектари колку е тука од лозијата, фаќајќи од Велес до Демиркапија. Фени, вашата индустрија, исто така мора да бидеме свесни и разумни дека кога има такво нешто, не може ние да имаме чист воздух. Не да стават овие прочистачи, што и да стават, јас мислам дека тука треба стриктна контрола на сето тоа, бидејќи кавадарчани заслужуваат да имаат добра животна средина, а тоа ќе се направи со таа регулација на користење на средствата за заштита на растенијата и ѓубривата, а хемиските индустрии, кои веќе, еве, ние во повеќе наши емисии тие прилози што ги даваме, одиме веќе со средства кои немаат токсичност. И Европската заедница ги забрани овие средства од прва група отрови кои навистина прават големи штети по здравјето кај луѓето. Значи, во светски размери на тоа се размислува. Но, ние, доаѓајќи у Македонија, од стратешкиот аспект за кој често збориме, и тука ми паѓа криво, бидејќи толку години сум во аграрот со таа маргинализација на секоја номенклатура што ќе дојде, без разлика која партија.
На аграрот му се дава некаков ама никаков значај по однос на тоа дека е основната гранка од која екзистира човечкиот род. Во аграрот се ствара се. И ние сега треба да посветиме внимание на тоа дека ако таму изворот на животот, во храната, тогаш треба поголемо внимание да се обрати. Немој да мислите дека некој производител е со голема желба сака да ја стави прскачката во пластеникот и да прска во струмица. Или овде турбо. Ако не е така, тогаш нека почитува што му вели науката. Па тој наместо да ја почитува науката, тој оди своја главо, мислејќи дека знае повеќе од тие. Значи му се исплати да ја стави прскачката на рамо. Не му се исплати, он после ги гледа грешките. Требеше тоа да го направи. Да, меѓутоа од година повторно ги повторува. Од година тој пак истото го повторува. Тоа што вие го рековте. Значи земјоделците едноставно не сакаат да се едуцираат. Треба да се менува. Треба да се менуваат. Многу работи треба точно аграрот, ако е се што имаме, мора коренуто да се менуваат работите и политиката да не биде инкорпораторот во таа цела работа. И таквото нешто, јас мислам, подобри денови во аграрот може да имаме исклучиво, без партијски и оние национални декларирања, да се екстрахираат луѓе кои имаат душа, духовност за македонскиот аграр, да тој тргне по правиот пат. Тоа што е останато. Зборам тоа што е останато, бидејќи во Струмица и другите тие зони, гледам дека првокласното земјиште продолжува да се рапидно уништува и се трансформира во градежно. А тоа покасно генерациите кои доаѓаат зад нас ќе не осудат. Тоа е затоа што нема интерес за земјоделското производство. Професоре, благодарам за учеството во ова издание на Агроспектар. Благодарам и вам. На крај сме на Агроспектар, благодарам што бевте и со ова издание на емисијата. Имајте секој добро.